Respektiert Herr Geschäftsführender Direktor, Herr Jürgen Mill, liebe Botschafterin Anke Holstein, почитувани представници на менеджментот на компанијата KIL, драг мој поранешен колега Владимир Стефановски, директор на фабриката на KIL во Тетово, почитувани присутни и пред се почитувани вработени и представници на медиумите. Странските инвестиции во Северна Македонија растат, го зголемуваат производството, извозот и вработените. Тоа е накратко она што го гледаме во сите изминати недели ширум државата, во сите индустријски зони. Германската инвестиција на компанијата KIL Македонија, која веќе успешно работи 6 години во нашата земја, тука во Желино, реализира нова инвестиција во изградба на нов производствен капацитет во технолошко-индустријската развојна зона во Тетово. Во моментот над 130 наши сограѓани работат во оваа компанија од автомобилската индустрија и произведуваат иновативни транзитни патнички седишта за комерцијални возила и јамен превоз. Успешниот раст на компанијата доведе до потреба за дополнително проширување на производствениот капацитет и нивното портфолио и поради успешниот проект во Северна Македонија тие инвестираат нови 9,2 милиони евра во изградба на нов производствен капацитет во Тирс Тетово. А тоа значи нови 150 работни места со очекуван вкупен извоз од 160 милиони евра во наредните 10 години. Почетокот на производството од новата фабрика се планира во 2023 година. Големо е задоволството кога во услови на најголема економска енергетска криза Северна Македонија е дестинација за нови инвестиции на водечки производители, како меѓународната KIL групација, која работи глобално со производствени погони во САД, Германија, Полска, Холандија и во Турција, а присутна е и на азиските пазари. Високотехнолошки компании инвестираат во земјата и носат нова додадена вредност на нашата економија. Ова за нас како влада е уште една потврда дека нудиме стабилен деловен амбиент и пред се предвидлив за компаниите да може да ги реализираат своите долгогодишни планови. Ова инвестиција исто така е резултат на новиот концепт на владата и ТИРС за привлекување странски инвестиции, зашто секој потенцијален инвеститор задолжително доставува 10 годишен инвестицијски план, врз база на кој се проценува капацитетот на компанијата и инвестицијата и се подготвува индивидуализиран пакет за учество во државата во инвестицијата. Економските политики и плановите на владата даваат резултати. Ние сме земја членка на НАТО, со почнати преговори за членство во Европската Унија. Стабилен партнер за вложување на инвестициите на компаниите од Европа и светот. Потврда за тоа се и постоечките инвеститори, кои работат во нашата земја од САД, Канада, Франција, Германија, Турција и бројни останати европски земји, кои ги споделуваат можностите за инвестиции во нашата земја и условуваат за раст и развој на компаниите. Оваа влада е силно фокусирана на економијата, деноношно работиме на ублажување на последиците од енергетската криза, а при тоа паралелно и на сите можности за раст на инвестициите и за нови вработувања. Тоа е клучот за борбата со енергетската криза, од која верувам дека сите ќе излеземе посилни и порационални. И во овие тешки кризни времења, наша задача е да обезбедиме услови за креирање нови работни места, но секако и на подобро платени работни места, за да се справиме со растечките трошоци на живот. И тука во германската инвестиција во KIL Македонија просечната нето плата е над државниот просек. Само од неколку нови инвестиции кои ги објавивме изминативе неколку месеци, се отвораат нови над 1700 работни места. Да бидам попрецизен, од заедничката инвестиција на Янгфенг и ARC Automotive ќе се отворат 100 нови работни места. Ја отворивме втората фабрика на американската компанија Kemet Electronics во Тирс со нови 360 вработувања. Канадската Магна во зоната во Струга со над 1000 вработувања. Турската инвестиција Технопанел со која ќе се отворат 120 нови работни места. Како и денешната нова инвестиција на германската KIL, која ќе отвори 150 нови работни места тука во Тетово. Дополнително само во првите 10 месеци од годинава, во компаниите во Тирс се отворени над 2000 работни места, а бројот на вработени за прв пат се искачи над 16.000 вработени. Во моментов Тирс има помеѓу 30 и 35 активни клиенти. Со новиот концепт на Тирс,
и владата за привлекување инвестиции само во изминатите 18 месеци се постигнати договори од 620 милиони евра, што е речиси 2/3 од вкупниот обем на донесени инвестиции во претходните 10 години. Јас не би должел многу, сакам само да се заблагодарам на менеджментот на компанијата КИЛ, што ни направи чест да дојдеме тука на отварањето, заедно со моите колеги од владата, заедно со господинот Ахмети, почитуваната амбасадорка на Германија. Сакам на инвеститорите да им посакам успешна работа на сите вработени, заедно со нивниот менеджмент тука во оваа фабрика, бидејќи вработените се клучот за успех на секоја компанија, како и успешна реализација на сите планови кои што ги има менеджментот на компанијата. Ви благодарам.